Ново издание. Импликации од коронавирусот ширум светот. Италија затвори училишта и универзитети до 15 март. Кинескиот претседател ја откажа посетата на Јапонија. Во САД фокусот во Калифорнија и државата Вашингтон, каде има најмногу жртви заразени. САД избори 2020. 28 демократи ги најавија своите кандидатури за претседател. Сега остануваат неколкумина. Покрај риби се лови пластик. Проект за заштита на океаните. Ке ви кажам, останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Кинескиот претседател ја одложи посетата на Јапонија закажана за следниот месец во време кога двете држави се справуваат со коронавирусот, а кој зарази 95.000 луѓе во повеќе од 75 држави. Кина е епицентар на вирусот, досега има над 3000 жртви. Еве ги последните информации. Вирусот, но и паниката продолжува да се шири. Италија ги затвори училиштата и универзитетите до 15 март, забрани јавни собири на сите спортски настани до следниот месец. Во САД фокусот е врз локализирање на ширењето на коронавирусот во Калифорнија и западната сојузна држава Вашингтон, каде има најмногу жртви заболени. На крузерот Принцес Крузис ќе им бидат доставени тестови за коронавирусот преку хеликоптер, за да се проверат околу 100 патници и членови на екипажот пред да се дозволи да биде вкотвен во Калифорнија. Досега една од 11 жртви од коронавирусот е од тој брод. Трката за демократска претседателска номинација се стесни на два кандидати по супер вторникот, Џо Бајден и Берни Сандерс. Милиардерот Блумберг, кој подоцна се вклучи во трката, по разочарувачкиот резултат се откажа, го поддржа Бајден. Турскиот лидер Реджеп Тајип Ердоган се среќава со рускиот претседател Владимир Путин во Москва, во обид да намали напнатоста во меѓусебните односи во сириската провинција Идлиб. Во меѓувреме, Европската унија одржува вонреден состанок како да се одговори на масовниот баратели на азил, кои ги минуваат границите на Турција со надеж дека ќе стасаат до Унијата. А некои аналитичари сметаат дека Северна Македонија засега не треба да стравува од поголем прилив на бегалци на незина територија, но и државните институции треба да бидат максимално подготвени. Откако Турција ги отвори границите за илјадници кон Европа. Мики Трајковски има повеќе. Северна Македонија треба да биде предпазлива кога е во прашање можност за повторно активирање на западно-балканската мигрантска рута, предупредуваат граѓански активисти. Откако Турција ги отвори границите за илјадници мигранти во правец кон Европа, а со тој и кон Грција, Јасмин Реджепи од невладината организација Легис вели дека иако за земјава во овој момент не постои поголема опасност, актуелната ситуација треба да се следи бидејќи постојано се менува. Македонија е подготвена да одговори секогаш, бидејќи ние веќе еднаш го поминавме се ова со многу поголема бројка. Од една страна, од друга страна треба да внимаваме не само на безбедносниот, туку и на хуманиот дел. Сите тие луѓе имаат своји права, да не им се прекршат правата. Сепак Реджепи стравува од најлошото, доколку турскиот претседател Ердоган го продолжи рокот за отворање на границите за мигрантите, но и доколку нема договор со Европската унија. Треба да имаме предвид дека бегалците ќе бидат спречени од страна на Грција за да преминат на нивна територија или пак ќе бидат задржани на островите и така да тоа ќе се одолжи во период и нема да се случи веднаш, освен ако не се продолжи тој рок од 72 часа на неколку месеци или слично, тогаш веќе треба да не загрижи состојбата која што ќе следува. Безбедносните експерти велат дека и да се случи поголем бегалски бран, Северна Македонија ќе биде засегната повторно само како транзитна дестинација. Сите знаеме која е крајната цел на бегалците, а тоа сте земјите на Европската унија. Нема да има поголем безбедносен ризик од нашата држава, односно дека пред се Грција и Италија поинако ќе се справат со ова што како ситуација се
се случи, а мислам дека и Турција ќе најде заеднички јазик со Европската унија. Салиевски вели дека сепак државните институции мора да ги стават сите своји механизми во употреба, но и да ги следат препораките на Европската унија. Реджепи вели дека само од Сирија во Турција се наоѓаат 3,5 милиони бегалци, од нив 10% биле сместени во камповите, а останатите слободно се движеле низ територијата на Турција. 1,6 милиони бегалци биле пред влегување во Турција. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Сад избори 2020, најпрво 28 демократи ги најавија своите кандидатури за претседател. Сега остануваат неколкумина. Стив Редиш прави преглед на оние кои се уште се во трката по супер вторникот. Речи си отпишан од најголемиот дел политички аналитичари. Џо Бајден победи во 10 од 14 примерни гласања во супер вторникот, со што трката за председателска номинација на Демократската партија не е решена. Берни Сандерс победи во 4 држави на супер вторникот, но ова не беше доволно за да го задржи статусот на предводник за номинација. Ова сега е трка на двајца. Бајден и Сандерс ја персонифицираат битката меѓу либералното и умереното крило во Демократската партија. Сенаторот од Вермонт себе си се опишува како демократски социјалист. Доколку стане председател, ветува значително покачување на даноците за богатите американци, промена на здравствениот систем, преку елиминирање на приватното осигурување, кратење на трошоците за одбраната и враќање на американските трупи, кои беа распределени по 11 септември. Бајден се смета за дел од централното крило на Демократската партија и тој би ги зголемил даноците за богатите, но неколку Сандерс. За здравствениот систем, Бајден сака да го надгради постојниот акт за достапна здравствена заштита, донесен во времето на Обама, и да го задржи приватното осигурување. Бајден се залага за поголемо трошење во одбраната. Бајден се има кандидирано за председател во 80-тите и во 2008-та и беше подпредседател на Барак Обама. Ова е втор обид на Сандерс да добие председателска номинација, откако изгуби од Хилари Клинтон во 2016-та во горшлива кампања. 20 други демократи, Елизабет Ворен и Майкл Блумберг, кои се надпреваруваа во примарните избори на супер вторникот, драстично загубија во однос на Бајден и Сандерс во поглед на освоените делегати. Блумберг излезе од трката, Ворен ја преиспитува кампањата. Секоја година околу 12 милиони тони пластичен отпад завршува во океаните. Ја загадува водата, го убива живиот свет, создава микропластика што влегува во синџирот на исхрана. Ньюсфлешот го завршуваме со група рибари во Барселона, Шпанија, вклучени во иновативен проект. Покрај риби да се лови и пластика. Известува Хенри Риджвел. 5 часот, студено февруарско утро. Карлос Мартин и неговиот екипаж пловат со Бонамар 2 од пристаништето на Барселона во темните води на Средоземното море. Од година во година работата станува потешка. Рибарските мрежи веќе не се полни само со риби. Се повеќе во нив се наоѓа и пластичен отпад. Во реките има многу отпад. Пластиката особено се собира на речното устие. Мартин плови подалеку од брегот за да избегне отпад, што дополнително ги зголемува неговите трошоци. Ја одвојуваме цврстата пластика и ја враќаме на копното, но целулозната пластика се зафаќа на јаздите на мрежите. Така мрежите стануваат уште потешки, не функционираат правилно за длбочината и зафаќаат кал, и така се кинат заради тежината. Локалната власт понуди решение. Рибарите ќе застанат во првите редови во битката против пластиката во океаните. Првично, 1 милион евра пари на даночните обврзници од Европската унија и каталонската влада се наменети за поддршка на стотици рибари како Мартин. Тие нема да добијат пари, но со практични мерки ќе им се помогне да го излечат пластичниот отпад. Тоа ќе помогне да го носат на бродот она што треба да го носат за да се справат со проблемот и во исто време да се спроведат студии. Ако проектот е успешен, би можел да се реализира и во други области од Медитеранот. Количината на пластичен отпад на шпанските плажи се зголеми за 65% за само 6 години, покажуваат официјалните податоци. Тука е крајот на Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Пријатна вечер